Дејан Андоновиќ, кој би требало да го имаме на нашиот линк на Zoom, бидејќи сите се трудиме да работиме што повеќе од домашни услови. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Мислам дека денеска главната тема е повторно се вакцините, само што овој пат е веројатно оваа сега контроверза што се шири за AstraZeneca, иако морам да признам дека малку повеќе има во тоа контроверза, отколку што може би сето тоа и ќе заврши, бидејќи за ден-два ќе излезе Европската агенција за лекови, како се вика веќе тоа тело, со став околу сигурноста, безбедноста на AstraZeneca. Што се твоите информации? Што се информациите за целата таа приказна што се пласираат низ светските медиуми? Агенцијата за лекови, Европската агенција за лекови утре ќе излезе со официјален став, откако синоќа Светската здравствена организација излезе со став дека засега и покрај сомневањата AstraZeneca вакцината, оксфордската вакцина шведско-британска не е животно загрозувачка и засега е безбедна за имунизација на луѓето низ светот. Меѓутоа синоќа, вчера попладне и ноќеска имаше лавина, ми се чини на реакции на поголем број на европски држави, меѓу кои Германија и Франција, Италија и Шпанија и Кипар, кои најавија дека ќе прекинат имунизацијата со оваа вакцина. Ќе потсетам, вакцината AstraZeneca е четврта или пета во низот на вакцините кои се појавија во светот. И сета таа приказна околу AstraZeneca само ја потврди тезата дека се работи малку за политика, малку за економија и многу малку за медицина. Светската здравствена организација синоќа рече дека може да продолжи имунизацијата, а некои држави како Австралија, кои први најавија дека ќе прекинат со имунизирање со оваа вакцина, сепак најавија од утринава дека ќе продолжат. Се работи за вакцина развиена од Оксфордската лабораторија на шведско-британската лабораторија AstraZeneca, која за многумина има многу предности. И тука е пред се цената, начинот на чување и условите на чување, за разлика од оние скапи чувања како што е на пример Pfizer, каде што морате да имате фрижидер од минус 70 степени каде што се чува препаратот. Се чини дека се шпекулира дека токму овие услови на вакцината AstraZeneca можеби бизнес ги загрозуваат останатите вакцини како што се Pfizer, Moderna, па и Sputnik V и Sinopharm, па и Johnson & Johnson од неодамна, така да има малку елементи на економска политика кон AstraZeneca со цел да се сузбие, како што велат одредени експерти, да се сузбие евентуалната доминација. Повторно ќе кажам, лесно се чува, поевтина е од другите вакцини и се смета дека со едно имунизирање не секогаш мора да има и ревакцина. Дејан, ако ми дозволиш само да влезам во таа, бидејќи вчера слушав една долга програма токму посветена на AstraZeneca и на овие контроверзи. Значи, слушав луѓе од Германија, од Италија, каде што се оспорува барем за известно време додека не се излезе со дефинитивни оценки употребата на вакцината. Сепак сето тоа се темели на многу мал процент на случаи со компликации, дури помало отколку што природно би имало такви случаи. И второ, се темели веројатно и на една традиционална конзервативност и внимателност на телата кои одлучуваат за овие здравствени прашања, повеќе отколку на некакви овие спекулации што и самиот ги спомнуваш за некакви трговски, финансиски интереси, оваа вакцина против онаа вакцина. Се разбира, во светот на фармацијата секојаш бизнисот е присутна димензија на сите расправи. Каква е ситуацијата? Гледам дека русите влегуваат во офанзива со својата вакцина. Кинезите исто така се прилично одминати со своите вакцини. Каква е таа ситуација во споредба со овие другиве, да кажам, американско-европски? Јас само ќе докажам у два збора да не бидам новинарски неуреден и недобро објаснета. Вакцината која е произведена од модифициран вирус за настинка од шимпанза, AstraZeneca, е обвинета дека предизвикува голем број на згручување на крвта. Од друга страна, докторите велат дека згручувањето на крвта кај одредени пациенти е поради ковидот. Тоа е што се однесува до забелешките зошто AstraZeneca не треба да се користи како имунизација. Што се однесува до
до Спутник В и неговата офанзива, се чини дека го искористија оној вакуум простор на неуспехот на Pfizer и останатите западни вакцини, нивни производствени капацитети навремено да успеат да донесат доволно количество на вакцини, како што сме и ние случај конечно еве во нашата држава, но и за останатите земји во Европа, па оттаму ми се чини дека нели онаа приказна дека додека западњаците играат покер, русите играат шах, некако осмислено го искористија вакуум просторот и почнаа да наметнуваат се поголеми и поголеми дози на Спутник В. Повторно ќе кажам, Сашо, морам да се извинам, но тоа е мојот впечаток дека многу политика, многу бизнес интереси, а многу помалку медицина. Од друга страна, Велика Британија, ќе потсетам, она со Брекзитот веќе не е во Европската унија, додека нејзините довчерашни пријатели и сојузници Британија, Франција, Германија и останатите европјани ја стопираа оваа AstraZeneca, Британија продолжува да имунизира со AstraZeneca, а ќе потсетам Британија ќе продолжи целата број. Така е, Дејан, ќе продолжи со AstraZeneca и со другите вакцини. Ти благодарам за ова. Јас би сакал само уште една вест да кажам, која пред малку стигна во интерес на ова, нели велат она стара поговорка кога комшијата ти се бричи, ти почни да ставаш нели пена за бричење. Српскиот кризен штаб туку што одлучи целосно затварање од утре во наредните 4 дена на поради за Па овдека и така главното обвинување на опозицијата е дека на македонските власти гледаат што се случува во Србија, па исти мерки спроведуваат, иако навистина се овие гласишта што ги има дека ќе се затвараат и теретани, ќе се затвараат и друг вид на објекти и така натаму, и дека се ќе биде затворено според оваа одлука сега што дојде, освен аптеките и продавниците за прехранбени нели артикли, а ќе потсетам главниот кластер е Јужна Србија, а ќе потсетам многу наши државјани одеа во Врање, одеа во јужниот дел на Србија, така да колку и да некој обвинува, мора да се спроведат очигледно меркиве, бидејќи алармантен е бројот на новозаболени.